Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. И сега во продолжение ќе ви поставам едно прашање. Дали сте од оние луѓе кои што кога нешто ќе се расипе, ќе ви се скрши дома, го поправате, се обидувате да најдете начин да го поправите, барате помош можеби од некој мајстор, или пак сте од оние луѓе кои што го фрлаат тоа веднаш, сметајќи го за неупотребливо. Дали сакате да му вдахнете душа одново на нештото, без разлика дали тоа се играчки или можеби некаков апарат? Зошто го поставувам ова прашање? Затоа што во продолжение на тој начин сакам да ви ја најавам нашата следна гостинка. Се работи за Ирина Јаневска од Сдруженијето Арно. Ќе посакам, добре дојдовте во Слободен печат. Добре најдовме, фала за поканата. За прв пат сте заедно со нас и задоволство ми е што имаме да најавиме. Не знам дали нашите гледачи знаат дека постои Светски ден на поправки, почитувани. На 18 се одбележува Светскиот ден на поправките. Токму така, во светот се одбележува веќе 15 години, од она што ние го имаме како информација, кај нас за прв пат ќе го одбележиме овој Светски ден. Има мапа, има навистина многу настани и нас ни е драго ете што символично оваа година ќе го одбележиме, ќе пренесеме порака дека навистина треба да се поправаат работите. Како ќе се одбележи? Велите неколку настани, може да ни откриете како е замислата? Вака, ние пред се имаме еден амбициозен план, кој од јануари планираме да го стартуваме Центарот за поправки, кој што ќе се најде во Кисела Вода. Тоа е единствената општина која што одговори позитивно на нашето барање. А денеска во петок ќе го одбележиме со еден символичен повик за мајстори. Сакаме да ги мапираме сите оние кои што имаат вештини и не само мајстори, може да за тоа и хобисти, некои луѓе што имаат вештини и што сакаат да споделат во рамки на функционирањето на нашиот Центар за поправки. Исто така, затоа што екологијата има доста голема и солидарност како елемент во себе, еколошката правда, имаме ексклузивен повик за донирање на скршени или оштетени играчки, кои што ние ќе ги поправиме и потоа за новогодишните празници ќе ги донираме на семејства кои што имаат помалку можности. Ова е навистина многу убаво. Не знам дали нашите гледачи ја забележуваат длабочината и големината на ова што вие го правите. Огласот се уште не е објавен, но тоа ќе биде нашето официјално одбележување. Дента символично ќе ги објавиме овие повици за мајстори за донации на играчки, а во иднина ќе има многу различни настани и различни начини како да се вклучат граѓаните. И ќе има ли интерес, како ви е предвидувањето, со оглед на тоа што претпоставувам дека разговарате вака со луѓе, дали се очекуваат ете мајстори, прво за мајстори да зборуваме, дали мислите дека ќе има луѓе кои што ќе се пријавуваат, млади луѓе кои што ќе сакаат ова да го прават? Многу е тешко. Искрено ние веќе, затоа што некое време го спроведуваме проектот, сме во контакт со луѓе и поединци. Од оние мајстори што ни се останати во земјата имаат многу малку слободно време на располагање, така за почеток, например, еднаш месечно планираме да има човек кој што ќе поправа тркалца на куфер. Потоа поправка на накет, ова се луѓе кои што се и онака многу зафатени, затоа што нели знаеме со одливот на мозоци и сето она што се случува во нашата демографија, навистина е тешко да најдеме луѓе со соодветни вештини. Тешко е да најдеме мајстор. Да. Тоа е реченицата која што секој ќе се пронајде. Да. Секој ќе се пронајде, од друга страна па можеби има пензионери или некои што не сме ги мапирали или не ги знаеме, кои што ќе изразат желба да се пријават и да држат работилница во Центарот за поправки. Тоа е она што го имаме ние како слика, немаме истражување подлабоко. Меѓутоа во иднина еве одредени донатори пројави интерес да тој простор можеби биде простор кај што ќе се прави преквалификација на кадар. Ако имаме соодветни алати, ако постои побарувачка на пазарот на труд за некоја професија, веројатно и самото ќе се каже и ќе видиме како ќе оди динамиката на проектот, меѓутоа реалноста е таа. И ние еве некако реагираме во делот на наоѓање на оние луѓе што се останати во земјата. Да, но тоа ќе се прошири, претпоставувам дека ќе се прошири затоа што има добра мисла. Сега на денот на одбележувањето ќе имате средношколци, така? Така е замислено? Од Ѓорги Димитров ќе имаме ученици од стручно образование, исто тоа е една многу моќна порака дека треба да се инвестира во стручното образование, дека и тоа е иднината на работата. Со учениците од Ѓорги Димитров ќе поправаме играчки, особено дрвениот дел, затоа што тие доаѓаат од тој оддел. Исто така ќе имаме и поправка на колички, на сето она што тие го имаат како вештина,
Од одделот за хортикултура па ќе правиме пренамена од теглички во вазнички, нешто што исто во секоја индустрија, во секоја област и во секоја професија има отпад. И ние на отпадот не треба да гледаме линеарно, како што денешната економија нели гледа, треба да гледаме циркуларно што е можно повеќе да го намалуваме. Да, и да го рециклираме колку што може тој да се рециклира, како велат вазна не треба да лепиме, но се друго што може да се состави, нели можеме да го реупотребиме за некоја друга намена. Посебно ми се допаѓа делот со играчките. Мислам дека речиси во сите домаќинства кои што се од кои што имаат дечиња, имаат тони од играчки, а некој некаде можеби никогаш не видел играчка и не може да си дозволи, зошто да не го направиме тие скршени играчки, да ги дадеме и да ги подариме на некого. И сега како ќе функционира центарот? Сакам да ми го појасните тој дел. Центарот е замислен на кој начин да функционира? Вие сега ќе повикате мајстори, ајде објаснете ми го што е замислата од јануари месец. Што е замислата со центарот? Сега сме ние во технички подготовки, имаме тендер, имаме набавки, станува збор за ЕУ проект, навистина има голем дел да изодиме додека стигнеме до она што се содржини. Меѓутоа, еве на кратко ќе откриеме дека тоа ќе биде простор каде што ќе има распоред кој дел од денот, какви услуги се возможни. Ќе имаме машини за шиење, доколку некој нема машина, а има вештина, ќе може сам да ја користи, нели? Така е. И тоа е, да. И една интересна работа што мене ми доаѓа од лична приказна. Мојот татко беше инженер, нажалост јас го изгубив во време на ковид и дома имам многу алати и секогаш се прашував што со нив. А исто така сведочиме ние на нашата нели локална култура дека секогаш се зајми од комшија. И ако гледаме дека денеска тие односи се разводнуваат и не се толку солидарни, така да имаме замисла да има и библиотека на алати. Да може некој што му треба алат, наместо да го купува или да го позајмува од комшија, да си го позајми од кај нас. Тоа е исто многу моќна идеја, затоа што, повторно таа солидарност, да не излезат во пресрет можеби спонзорства некакви да добиеме од компаниите кои што нудат алат. Сепак ние сме мала граѓанска организација, имаме доста големи амбиции, меѓутоа на страна од овие содржини имаме замисла да може и да се изнајми алат. Тоа ќе биде многу симпатично место во соседството на, нели, конкретно сега во Киселавода. Ќе се плаќа ли? Како е замислено? Ќе има ли некоја символична цена за тоа што ќе го употребиме од таму? За сега имаме поддршка од Европскиот проект, тоа е регионален ИПА проект, кој што ни овозможува ние на мајсторите да им надоместиме нели за времето и трудот, алатот исто така и целото опремување од самиот проект. Меѓутоа, за да обезбедиме некаква одржливост, ќе ги каниме оние кои што ќе се пријават на работилница да испијат едно кафе и да донираат средства. Во иднина, ќе видиме дали ќе обезбедиме друга поддршка, еве апел до донаторите да поддржуваат вакви програми. Редно е малку и да се тргнеме од конференциските сали и од истражувањата. Ова е навистина многу практично, нешто што на сите ќе ни служи. И би сакале во иднина да имаме исто така донаторска поддршка, меѓутоа размислуваме и за концепт на социјално претпријатие, каде што дел ќе се наплаќа и ќе оди нели за одржливост на центарот. Исто така да споменеме дека планираме и поп-ап настани за секонд хенд да има. Сега е многу актуелно кај младите, кај генерација Z, тој трифтинг, тоа купување на стари парчиња, уникатни, размена на облеки. И планираме и преку такви настани да имаме некаква економска активност, се поради предзнакот на одржливост. И тоа ќе биде многу интересно раздвижување на едно население. Тоа значи дека јас ако знам нешто да помогнам да поправам, можам да се вклучам на тој начин како мајстор. А ако не, да можам да појдам и да си поправам за некоја символична или за кафе, како рековте, да си го поправам. За едно кафе испиено, така. За едно испиено кафе да си го поправам капутот или чевлите или и така натаму. Посебен повеќе јас ако ми дозволите до младите ќе речам да се вклучат на целава ова приказна. Младите дури и да не знаат да се опитат да научат да бидат мајстори во некој од сегментите. Или нивна животна вештина да си сошијат нешто за да не се фрли, да се исчиста тастатурата, за да не се купи нова. За почеток ќе одиме со скромни, нели мали поправки, инаку големата визија, она што го гледаме ние во странство, од каде што ја донесовме идејата од западните држави, дека ваквите центри се навистина големи простори каде што ќе можат електронски апарати да се поправаат и многу различни вештини да се стекнат. За почеток ни одиме со поситни поправки, она што и како животна вештина на младите може да им служи.
Така да апелот до младите секако дека мислам тие се иднината и треба да разберат дека можеби ние културолошки имаме некакво наследство за зачувување, пренамена, купување на без амбалажа производи. Јас се сеќавам баба ми дека одеше во продавница и купуваше намирење се. Немаше орис на пакување, нешто што веќе не е пракса. Културолошки ние го имаме како наследство во нас, во нашата генетика, меѓутоа еве сега треба да се потсетиме и не само заради еколошката, туку и економската причина. Од каде ја добивте идејата? Велите дека од странство, конкретно видовте негде ваков пример? Видовме, бевме на студиска посета во Риека, таму имаме едно партнерско училиште, прва сушачка гимназија, имавме Еразмус проект за социјално предприемништво и не однесоа во нивниот репер шоп, што се вика Риперај. Ние бевме воодушевени. Јас конкретно си сменив патент на новчаникот со помош на господин. Да, малку имаше сега. Во секој случај, во тоа е убавината. Да, и се залюби во целиот концепт, затоа што тоа е логичен продолжеток на она што Арно го прави. Ние поддржуваме социјално зелено предприемништво, преку програми, поддршка за млади, даваме грантови за почнување на бизниси, го имаме надпревар од зелени бизнис идеи. Меѓутоа, ова е во делот на превенција на отпад и во делот на циркуларна економија, нешто што сега актуелно го работиме, доколку ми дозволиш, Александра, ќе спомнам, секако со задоволство. Имаме повик кај што ете повторно сакаме да ги анимираме нашите сограѓани што имаат знаење во делот на циркуларна економија, дали тоа е преработка на отпадни води, екоамбалажи, екомаркетинг, да се пријават на моменталниот повик, бараме експерти кои што имаат знаење за понатаму во Академијата за циркуларна економија да понудиме на здруженијата кои што ќе бидат избрани се она што им треба како знаење за да развијат циркуларен бизнис. Што значи тоа? Дека еве во моментов апел и до здруженијата малку да се мобилизираат, да го погледнат нашиот повик, може да добијат освен знаење и грантова поддршка од 8.000 евра за да почнат со некаков бизнис што во моментов го имаме како потенцијал. Законот за социјално предприемништво исто така дополнително ќе им го даде на здруженијата како можност да генерираат економски активности. Така да апел и до здруженијата и до сите оние кои што имаат познавање за циркуларна економија да ја посетат нашата веб страна и да го проверат огласот кој што го имаме. Исто и ова е светска тема. Ние имаме многу партнери од Европа и соработуваме и само носиме тука содржини и гледаме што е можно повеќе да го адаптирате на ова. Се радувам дека нашиот медиум ќе биде од помош и дека ќе се јават на повикот луѓе. Ајде уште малку да се вратиме на поправките. Дали можеби направивте некакво истражување како здружение колку нашето население поправа, значи дали имаме таква култура, велите дека имаме нели од нашите предци, но колку имаме таква култура да сакаме да ги поправиме старите работи? Немаме истражување, многу сме слаби ние со целото прибирање на податоци општо на ниво на држава. Тоа е исто една област која што сакаме да работиме во иднина за да можеме да знаеме каде да се насочиме. Исто така, првиот период ќе биде пробен период да видиме што на граѓаните најмногу им е потребно од содржина. Да го пипаме потребите на населението. Меѓутоа, да, истражување, ни требаат податоци за да понатаму програмите бидат релевантни и во дослух на реалноста. Исто така, во иднина планираме да работиме и на делот на лобирање. На ниво на Европа има закон за право на поправки. Производите кои што ќе се продаваат, ова и во рамки на нашиот проект го добивме како податок и како една мисија за во иднина. Производите кои што ќе се продаваат ќе имаат дигитален пасош кој што во себе ќе служи, ќе има инструкции за поправки. Значи, веќе е светски тренд ова, ние ќе се обидеме кај нас да го донесеме, меѓутоа тоа е уште едно поле за работа. Да, дополнително во таа мисија уште за самиот крај дали има некоја замисла од кисела вода да се прошири овој центар, односно да има повеќе центри во Скопје, па и зошто да не низ Македонија. Тоа е идејата. За сега општина Кисела вода беше единствената која што рече повелете, со задоволство ви доделуваме простор на Костире. Браво, искрено во позадина имам испратено преку 300 мејлови до сите институции, донатори, поддршка баравме на сите страни и мислам дека кога ќе го видат како изгледа и кога ќе се види функционалноста, индикатори, ќе имаме колку работи се поправени, мислам дека и другите локални власти, институции ќе го препознаат потенцијалот на идејата и ова ќе се расшири и на ниво на Скопје и на ниво на Македонија.
може да бидат различни, секој еден да биде за електроника, еден за текстил. Имам исто многу партнери, зелени бизниси од нашите програми кои што веќе имаат такви услуги. Нашата идеја е да ги обединиме сите. Има историите, не е ние да ги испорачуваме, туку да ја заекнеме локалната економија преку мапирање на мајстори, нивно рекламирање. Тоа е големата визија, да видиме како ќе се одвива, меѓутоа нас многу сме свесни дека иднината на економијата мора да е зелена. Да, мора да е зелена. Вака ќе го завршиме разговорот. Ми се допадна многу секоја чест за вашата иницијатива и посакувам таа голема визија да се исполни, затоа што навистина звучи прекрасно. На самиот крај еден весник Слободен печат ќе ви подарам како добра домакинка. Читете го нашиот весник. Ви благодарам што бевте наша гостинка и секако ќе го честитам светскиот ден на поправките. Прв пат го славиме во Македонија, да си го славиме уште долго и да ја развиеме свеста на поправки, затоа што на тој начин се грижиме за нашата животна средина.